Продолжуваме понатаму. Ова е една од темите кои ќе ги обработуваме ова утро, во овој прв час од нашето заедничко дружење во вторничкото издание на Сака Македонија. И како што знаете, во овој термин од студиото се селиме на терен кај што разговараме за актуелни теми. Една од нив е поттикната токму од слабото учество на жените во земјоделскиот сектор, па за таа цел Сдруженијето Биди Зелен организира дводневна обука за млади жени земјоделки. Со Наталија Јованова од Сдруженијето ќе зборува колегата Оливер Иванов, кој во овие моменти го имаме во живо во програма. Оли, добро утро. За овие детали за учеството на жените во земјоделието ќе дознаеме од тебе и секако за она што треба да се има за да се учествува во оваа обука, до кога траат пријавувањата, кога истата ќе се одржи. Повели со деталите. Така, добро утро, Иван, и на вас во студиото. Поздрав и до сите гледачи на нашата утринска програма Јас Сака Македонија. Токму така како што спомена и ти во самата најава, ова наше прво линковско вклучување во живо терен, нашата прва утринска тема ќе биде посветена на земјоделците, но по-конкретно на земјоделките. Имено станува збор за една дводневна обука која што ја организираат од Сдруженијето Биди Зелен во соработка со Сдруженијето Млади Хапа, која што е насочена претежно кон обука на млади земјоделки, се со цел да се намали тој родов јаз кој што постои помеѓу мажите и жените во самото земјоделство. Повеќе околу самиот овој проект, како да се пријават сите заинтересирани девојчиња на ова обука, кога ќе се одржи истата и кои услови треба да ги исполнуваат, ова утро ќе ни открие Наталија Јовановска од Сдруженијето Биди Зелен. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро, фала што ни имате. Така, за почеток, како се роди идејата за овој проект Нова генерација земјоделки? Ова лично е моја пасија. Доаѓам од долга линија на жени земјоделци и кога видов има повик за еднаквост помеѓу младите жени и девојки во Северна Македонија, поддржано од британската амбасада на МСМ и Млади Хаб, ја поднесов оваа идеја, бидејќи, како што кажав, од мој чекор идам и голема пасија и сум многу среќна што ќе имаме прилика ова да се изведе. Проектот е наменет за млади жени земјоделки, па во оваа прилика би сакал да ве прашам на која годишна возраст треба да видат сите оние девојчиња кои што сакаат да се пријават на ова обука и кои услови тие треба да ги исполнуваат? Вака, за почеток оваа иницијатива ние моментално од 14 до 18 години. Значи можат сите млади девојчиња да се пријават. Тука за почеток, како што кажав, таа прилика имам и се надам дека оваа иницијатива ќе продолжи и ќе можеме да поддржиме девојки во било која возраст че се. Споменавме дека пријавувањата се во тек, но сега би сакал да ве прашам кога ќе биде обуката и на која локација истата ќе се одржи? Оваа обука ќе се одржи во Ресен, ќе ги посетиме повеќе локални села тука, но главната локација ни е Ресен. Активности ќе имаме тука повеќе, значи најважната ми е социјализација меѓу самите девојчиња и да си даваат поддршка едни спрема други за нивните кариерни одлуки. Како активности ќе имаме работилници за дигитален маркетинг и како можат вредностите на едно земјоделие да ги представат таму. Ќе имаме прилика да го посетиме Spirit of Преспа, кое е водено од Ана Лабор. Тука ќе представиме една успешна жена земјоделка и како го има модернизирано нејзиното земјоделие, зборам со Open Farm концепт, ќе им покаже дека не е само коцка и само земјоделие како што имам идејата, туку има многу повеќе прилики да се направат со една нива, да речам. Со кои вештини очекувате да се стекнат сите оние млади девојчиња кои што ќе се пријават на оваа дводневна обука? Најважно ми е основите на едно земјоделие да ги видат, тука сакам да ги видат предизвиците и успесите во тоа поле. Најважно ми е исто така можеби да видат општо како изгледа таа кариера. Важно ми е тоа, бидејќи пак, да речам, руралните девојчиња веќе се запознаени со таа тема и го имаат изборот, додека нашите девојчиња, зборам од Скопје како град, мислам не се запознаени доволно и за почеток тоа ми е најважно да го дознаат.
спомена во самата најава дека мажите се чисто доминантни во овој сектор, па верувате ли дека по завршувањето на ова обука, овој родов јас кој што постои помеѓу мажите и жените во земјоделството ќе се намали и дека и жените ќе дадат свој придонес во земјоделството? За намалување не знам, но мислам за почеток како прв чекор најважно е така да се запознаени со самата идеја на земјоделие, зашто мислам многу девојчиња се обесхрабрени за било која кариера бидејќи само не се запознаени со стапките, да речам, за да влезат таму. Вака ќе има првичниот чекор кај што ќе може да се запознаат и за почеток тоа е супер да се започне да видат како ќе биде, па можеби ќе се разбуди кај некого кариера и да си го започна тоа. А земјоделството како впрочем и се постојано се минува и постојано се внесуваат нови технологии при самото производство, па се очекува ли сите оние кои што ќе бидат пријавени, кои што ќе присуствуваат на обука да се запознаат со тие нови технологии, дали ќе можат да стекнат и некои вештини поврзани со управувањето со тие нови технологии во земјоделството? За новите технологии ќе имаме запознавање, значи со самата механизација. Тука исто и ќе го видат предизвикот, збориме и финансиски, бидејќи цело време бара земјоделието вложување во целата механизација, значи би сакала пример само еден трактор да заврши работа, но бара вложување. Тука ќе го видат цел тој предизвик, а ќе се запознаат исто така и со користење на ресурсите, дали со преку пумпи, преку наводнување, било каков систем, ќе го видат предизвикот и тука ќе се запознаат повеќе, бидејќи пак сите ресурси што ги имаме, малце ги третираме како да немаат крај, но имаат. И многу е важно пак механизацијата како ја применуваме во тоа земјоделие. Споменавме дека во ресен ќе биде самата обука, кои денови ќе биде и до кога се отворени пријавувањата? Споменавме на почетокот дека се во тек. Пријавувањата се до крајот на оваа недела до 12, бидејќи пак треба да пријавиме одредена бројка, бидејќи спориме и за организација на хотел и превоз, но до 12 и да, до 12 самата школа ќе се случува на 21 и на 22, тоа спаѓа во понеделник и вторник, и таман 23 празник и тука самите ученички ќе имаат прилика после таа дводневна школа да одморат. Така споменавте дека пријавувањата се во тек, но на кои начини можат да се пријават, каде треба да пополнат апликација и што се бара од нив да исполнуваат? Така, да, извини. А пријавата ние на сите социјални мрежи од Go Green имаме на Facebook, на Instagram и на LinkedIn. А тоа збориме за најобична Google форма кај што требаат основните информации да ги пишат, додека и самото училиште од каде доаѓаат, бидејќи пак и држиме статистика од каде интересот најмногу доаѓа. И за крај што би им порачале на сите оние кои што се двоумат дали да се пријават? Што може да очекуваат од оваа обука? Да не се двоумат, јас не можам да ветам дека пример друг пат би имале ваква прилика, затоа нека ја зграбат оваа шанса, нека се пријават, ќе имаме преубави 2 дена, ќе се дружиме и мислам дека многу ќе се научи од оваа школа. Благодарам многу за овој разговор и ви посакувам голем интерес за оваа обука. Фала ви исто. Ние исто така се надеваме дека ќе има огромен интерес за оваа обука, па Елена, Иван, доколку немате некој дополнително прашање, ние би ги поканиле сите оние млади помеѓу девојчиња, помеѓу 14 и 18 години, кои што сакаат да ја испробаат својата кариера во земјоделството, да се пријават на оваа обука. Доколку немате некое дополнително прашање, ние во оваа прилика би се одјавиле до следното вклучување во живо. Ти благодариме. Сакаш да кажеш нешто, ајде. Да, само да му заблагодариме на Оли, да се надеваме дека оваа обука ќе придонесе да се намали тој родов јаз во оние кои што се занимаваат со земјоделие, односно да се зголеми бројот на жени во земјоделието на сметка на мажите кои што сега во поголем број ја работат оваа работа.